дека имаме многу за што да зборуваме. Па, еле јас ви многу пријатно што вие вашиот тим од емисијата Милениците поканавте да ви бидат гости на вашата и наша емисија. Мислам дека е единствена емисија моментално која е во етерот на Македонија, а која се занимава со милениците пред се повеќето луѓето кои живеат во Македонија. Мислам дека најлесно чуваат милениците чуваат причина и нашиот денесен разговор ќе биде за кинологија. Така, да, токму тоа сакав да ја доближиме темата на гледачите, што е всушност кинологија, што се случува на кинолошки изложби, бидејќи луѓето кои што се занимаваат со тоа се добро запознаени, но негде си останат речем народно да гледачите не точно знаат што се случува на тие изложби, па се ги биде мило да им ја доловиме ситуација. Околу самото пријавување на изложбите, кога ќе се навратиме малку назад, многу пати луѓе ќе дојдат на изложба или ќе не сретнат негаде, ќе кажат, па знаете, ние не знаевме дека има изложба, не бевме доволно информирани. Често пати сега ние гостуваме по емисии, на нашите телевизии што се, но нормално дека во денешниот урбан живот, модерно живење, брзо живење, не можете вие секогаш едноставно да гледате баш емисијата каде што ќе ја слушнете оваа информација. И оваа наша емисија, некои луѓе ќе ја гледаат премиерата, некои ќе ја гледаат репризата, некои никогаш нема да ја видат. Затоа, значи, во последно време интернетот е најмодерниот информатор. Кинолошкиот сојуз на Република Македонија има веб страна ksm.org.mk каде што има информации каде кои изложби значи се одржуваат, со кој ранг, по кои градови. Исто така, Кинолошкиот сојуз на Република Македонија и самиот сојуз организира изложби. Мимо тоа што нели организираат и самите кинолошки друштва. Околу самата организација на изложбите, зошто е потребно со време значи да се пријави куќето на изложба, зошто не може на самиот ден на изложба да се пријави. Затоа што се изготвува специјален каталог за секоја изложба, кој каталог во зависност од рангот на изложбата, за повисокиот ранг на изложби, каталогот се испраќа во ефција за да се заведат титулите на учењата кои освоиле кандидатури за меѓународни прваци. Затоа секогаш има оној дедлайн или последен рок на пријава. Например, ако ќе го отворите сајтот на Кинолошкиот сојуз на Република Македонија или Facebook страната на Кинолошкиот сојуз, има објавувања дека сега да речеме ќе имаме најблиску изложба што ќе имаме Кинолошкиот сојуз, ќе има во април, 9 да речеме ќе има изложба, 9 април ќе има изложба во Прилеп. 29-30 април ќе има изложба во Скопје, ќе има изложби во Скопје, на Белви. И сега сите тие информации постојат и на веб страната и на страната и на Facebook страната. Што се случува? Последните, ако изложбата се одржи на 29, сигурно е дека веќе каталогот ќе биде затворен на 26/7, затоа што тој мора да се припреми и да се однесе да се штампа. И тука имаме ние еден голем проблем. Еве сега не сакам да ги критикувам нашите излагачи, тука ни фали онаа култура, да кажам проевропска култура, каде што се сакаме во последен момент, македонски менталитет и доаѓа до збрки, па не си ми го пријавил во класата, јас што сум сакал, па на изложба нели тоа доаѓа тамо да ги променат. Затоа е најдобро кога веќе знаат дека сакаат да пријават на таа изложба, најдобро е што побрзо да пријават на изложбата, поради некои да не се случуваат така некои технички проблеми и на крајот знаеш заборав, па се јавуваат у 5 до 12 дали е однесен каталогот или не е однесен каталогот. Значи не четете 5 до 12. Јавете го на време куќето за секој си биде во ред. Самата да позборуваме и малку за културата на самото изложување на токму тоа сакав да прашам. На кучињата. Нормално е дека секоја изложба си има свој тајминг. Обично
во 9 часот веќе доаѓаат, треба да дојдат излагачите, да си го најдат нели местото каде што се организира изложбата. Често пати во зависност од местото тешко е да се најде паркинг, затоа е подобро порано да се дојде. Се паркираат, го вадат куќето, треба да си носат нели вода, обавезно вода да си носат, треба да си носат поводник и уште еден поводник е препорачливо да си носат резервен поводник. Во последно време нели модерни си носат луѓето тенди, па си носат столчиња. Едноставно за многу луѓе во кинологијата самата изложба представува едно уживање, каде што нели ќе си го поминат денот со нивни истомисленици, со нивни пријатели, со нормално еве сега иде пролет, се надеваме дека и времето ќе биде убаво. И замислете сега, недела дена работи човек кој ќе отиде на изложба, ако и биде убаво организирана изложбата и ако биде се тајмингот како што треба, тоа представува навистина едно рекреација, уживање за сите. Најдобро е кој ќе дојдат да си најдат место, убаво е да си имаат и свој кафесчиња нормално, каде што нели ќе го стават куќето додека да влезе во рингот, транспортери има специјални каде што се ставаат куќињата пред да почне самото излагање, па ги покриваат, ги ставаат во сенка. Нормално е дека секаде нема идеални услови. И само што ќе стигнат и ќе се сместат, они се должни да одат да си го подигнат каталошкиот број. Подобро е, значи, плаќањето да биде извршено за котизацијата на изложбата, подобро е плаќањето да биде извршено преку банка, за да се избегнат оние редици чекања, каде што нели треба да застанат во ред, па треба да им биде издадена фискална сметка за тоа, па треба да им се најде каталошкиот број, затоа е подобро кој ќе го пријават куќето на самата изложба, да одат да си уплатат во банка, тоа е 5 до 10 минути работа, за кој ќе дојат на денот на изложбата да ја избегнат гужбата. Доколку тоа немале време да го направат, нормално треба да одат во канцеларијата на самата изложба. Секаде на секоја изложба има обележано место каде што пишува канцеларија и каде што се одговорните луѓе кои по каталог треба да го најдат, нели, треба да го најдат самиот излагач, да му наплатат доколку не е платено, доколку е платено ја покажува уплатницата, му го даваат каталошкиот број и спрема каталошкиот број, тој понатака е должен да ја најде, значи, онаа табла каде што е напишан судијата и каде што се напишани расите кои ги суди тој судија. Верувајте, надвор од Македонија, сите луѓе точно си стојат пред рингот каде што треба да бидат оценети и си го чекаат редот, значи за да влезат да бидат оценети. Нормално е дека ако во моментот се оценува каталошки број 25, а вие сте 27 или 30, нормално е дека вие у тој момент тука треба да бидете покрај самиот ринг каде што ќе бидете повикани. Често пати кај нас имаме, ги повикуваме на микрофон да дојдат, нели па тој отишол негде па се заглеал негде, или чекање, каснење, па останатите 4-5 излагачи кои се во истата класа го чекаат да дојде, па заборев, не бев тука, па не знаев дека сте почнале. Значи, сето тоа се изговори кои ние веќе сме навикнали да имаме на самите изложби. Значи, тоа би требало да биде попрецизно, од кога ќе се оцени куќето. Нормално е доколку добие позитивна оценка и биде оценето со одличен 5, нормално е дека треба да почека за доделување на титула. Ако, пример, добие одредена титула, тој треба исто така да почека, каде што можеби ќе се надпреварува, ако е рингот на меѓународна изложба, ќе се надпреварува за меѓународна титула. Исто така треба да биде тука, да почека. Доколку ја добие и таа титула меѓународна, тогаш веќе влага да се такмичи за избор за најубаво куќе од таа раса. Доколку добие и да биде најубаво куќе од таа раса, тој останува и понатака за да се бори за титулата најубаво куќе во група. Нормално, кога ќе заврши оценувањето до титулата првак на раса, завршува оценувањето и титулата првак на раса е званична, значи титула,
Додека титулите првак на група или најубаво куќе пример на изложба, бис или ербис, се веќе почесни титули, кои за жал многу луѓето ги сваќаат пресериозно. Например, на Западот и во другите држави не е така, меѓутоа тоа кај нас се уште стоиме на тоа дека тоа се пресериозно ги сваќаме тие титули и едноставно имаме жестење околу нели тоа дали сега во пример 9-та група ќе кажам беше најубаво Шицуто или Бишонот или не знам Кинг Чарлз Спаниел расата или било што. Тоа е релативна работа. Битно е онаа победа кој ќе биде првак на раса. Тоа е најбитната титула на самата манифестација. А сето понатака веќе е, како да ви кажам, повеќе од ревијален тип, повеќе од забавно, повеќе тоа се нефце официјално, туку почесни титули. Застанавме, значи, кај титулата првак на раса, се чека, кој ќе почне официјалниот дел на Бестин шоуто. 90% од каталозите кај нас се изработени на тој начин да прво влезат најмладите кучиња, односно беби класата влегува во самото Бестин шоу. Сите оние кучиња кои добиле оценка многу перспективен прв во класата, многу перспективен нели е оценка која не се заведува како многу добар, одличен или добар, туку е оценка која едноставно му укажува на самиот собственик дали тоа куче е перспективно за понатамошни изложби или не е перспективно. Од таа класа 3 до 6, беби класа што е, значи сите V1, VP, многу перспективен 1, сите влагаат во рингот за да се избере најубавите 3 бебиња да се изберат на изложбата. Од кој ќе завршат 3 до 6, влагаат класата 6 до 9 месеци, каде што се бира најубавото папи. Потоа имаме од нели папи од 6 до 9 месеци, потоа имаме често пати имаме ревијално најдобар млад хендлер. Тука се оние млади хендлери, односно деца до 14 години, ги покажуваат своите вештини на водењето на кучињата. Сега околу овој дел исто сакам да напоменам дека кај нас се уште тоа е многу аматерски, ние тоа го одржуваме. Во останатите држави, децата кои веќе имаат 10, 12, 13 години, веќе се сериозни хендери и ги знаат правилно ги знаат, значи, правилата на хендлингот, како треба да се води кучето. Кај нас, да речеме, освен на неколку исклучоци, што се навистина добри, останатите се дечиња кои не го вежбале тоа, и најчесто се збунети во овој дел на надпреварот, каде што судијата нели ќе им каже да направат хендлерско Т или осмица или цик-цак некој. И едноставно често пати се доведени самите судии да од толку децата што не знаат, стварно не знаат на кого да доделат. И тоа се надеваме дека еве со самото време ќе се допринесе да тоа и кај нас нели помине на една повисоко ниво и повеќе да бидат и обучени децата за хендлинг. Веќе и неколку пати се има одржано хендлингски семинари во Македонија. Се надеваме и дека во иднина ќе имаме такви семинари каде што ќе ја подигнеме свеста за хендлинг. Потоа одиме, се бираат најубави парови. Тоа се кучиња од иста раса од различен пол на самата изложба во Бестин шоуто, па имаме избор за најдобар ветеран, тоа се кучиња над 8 годишна возраст, па имаме избор за најдобра група, тоа се од еден исти одгледувач, значи од еден исти собственик, три или повеќе кучиња, значи се такмичат, кој ќе ја добие најубавата група на изложбата, ако се повеќе нели се доделува прво, второ, трето место. И веќе поминуваме во делот каде што се повикуваат прваците на раси по групи. Првата група, например, кај што се овчарските кучиња, нели влагаат сите кучиња од таа прва група, односно победници по раси,
И од тие победници го избираме првакот на групата кој оди во самото финале. Истото се случува и во втората група, третата, идеме сета до 10-та група, бираме 10 победници по групи, односно 10 најубави кучиња на таа изложба и од тие 10 кучиња ние треба да го избереме најубавото од најубавите. Значи, еден е бесни шоу и двајца се резерва бесни шоу. Тоа е ете како еден најсвечен дел од самата изложба, каде што влегуваат 10 најубави кучиња и судијата кој значи кој е предвиден да го суди бесни шоуто, го суди самото бесни шоу и одлучува кое куче ќе го понесе, значи титулата ќе најубаво куче на таа изложба, бесни шоу, значи најубавото куче. Тоа е оној надпреварувачки дел. Ако нешто сме заборавили да кажеме, мислам дека беше детално и прецизно дека се си имаме. Прецизно кажано околу изложбите. Нашиот маркет се затвара за 10 минути. Ви благодариме за довербата. Господинот Митрески да се јави на каса број 3. Повторно влегле кучиња поради овие фрутис. Доаѓам. За Фрутис, кучињата би направиле се. Сакате ли милениче? Живеете ли во урбана средина? Или го чувате вашиот миленик дома? Сите ние ги сакаме животните, а тие имаат само една потреба да одат кај најдобрите. 5 шопови пријатели во Битола, кај поштата и во новиот пазар на вториот кат. Ние ги сакаме животните и доаѓаме во пријатели. Сакав да ве прашам колку вакви изложби се случуваат на годишно ниво и колку македонскиот народ има култура, колку се тие посетени? Вака ќе ви кажам. Во последните години кинологијата во Македонија мора да се признае дека оди во нагорно ниво, со тоа што скоро во сите градови во Македонија имаме кинолошки друштва и сите тие кинолошки друштва одржуваат изложби. Еве да речеме сам Скопје да кажеме, како Скопје како нели наш главен град, каде што се наоѓа кинолошкиот сојуз на Република Македонија, самиот кинолошки сојуз на Република Македонија правеше 2 изложби сега во февруар на Скопскиот сајм, каде што за прв пат после 25-6 години, можда и 30 години еве, јас пошто не памтам, аз сум кинолошки активен од 91-2 година, не памтам дека се правило на сајм, оваа година, значи, смогнавме сили, напори и направивме една прекрасна изложба на Скопскиот сајм, каде што имавме двата дена, имавме по 280-300 кучиња пријавени, што е за Македонија добра бројка. Значи, почна муабетот колку изложби се одржуваат. Кинолошкиот сојуз исто така во Скопје сега ќе одржи во април 2 изложби, 2 меѓународни, па потоа ќе имаме во Скопје во октомври исто така од страна на Кинолошкиот сојуз и од Кинолошкото друштво Скопје исто така ќе имаме уште една манифестација одржана во Скопје. Една или две, сега не знам точно за Кинолошко друштво Скопје, но и тоа традиционално секоја година прави изложби. Што значи имаме 7-8 изложби само во Скопје во организација на Кинолошкиот сојуз. Исто така во Скопје се одржува и државното првенство за шарпланинци. Во Скопје се одржува денеска Балканско првенство за германски овчари. Државно првенство за карамани ќе биде исто така 9 април. Светско првенство за шарпланинци ќе биде во октомври во Скопје, ќе имаме светско првенство за шарпланинци. Специјалка за расата
специјалка за расите од третата група од типот Бул, како се стафордските, американскиот стафордски териер. Обавезно исто така се одржува во Скопје на хотел Белви. Да не заборавам, можеби сега, знаете како премногу информации, сигурно ќе има и други манифестации, исто така кажав за караманите, исто дека има државно првенство. Други манифестации, ќе заборавев, тука се и Ротвајлерите, државното првенство на Ротвајлерите и Ројал купот кој се одржува секоја година во Скопје. Значи во Скопје имаме сигурно преку 10-12 манифестации само во Скопје. Што е за Прилеп, похвала? да, Прилеп има 2 изложби, Битола има 2 изложби споени, 2 меѓународни изложби. Свети Неголе има изложба. Оваа година можеби и во Куманово во декември ќе се одржат 2 изложби. Тоа се уште не е известно. Потоа имаме, како што кажав, Радовиш, традиционално имаме државна изложба. Оваа година се приклучува и Струмица. За прв пат после долго време, мислам и за прв пат дека се прави изложба. Гевгелија е една од најубавите изложби. Гевгелија исто така има 2 изложби. Цела Македонија значи, еве да се извинувам ако нема да ни замерат. Нема да ни замерат некои од организаторите на изложбите, ако ги заборавивме, поголемите изложби се тие, како што кажав. Маврово исто така веќе станува кинолошка дестинација. Оваа година значи ќе се одржат во септември. Во септември ќе биде Маврово. Тоа го организира кинолошкото друштво од Гостивар. Охридските изложби, тоа ни се исто така бисерот на сезоната во организација на Кинолошкиот сојуз на Република Македонија. Оваа година ќе славиме 10 години од постоењето на Охридските изложби, каде што традиционално имаме странци, каде што тоа се едни од најубавите изложби кои се одржуваат во градот Струга, покрај самата обала на Охридското езеро. Луѓето едноставно кои доаѓаат на тие изложби се одушевени од самата природа, од самото тоа што покрај тоа што може да ги излагаат своите кучиња и може да направат еден мини одмор, бидејќи еве оваа година ќе кажам почнуваат од 5, 6, 7 и 8, 4 дена имаме 4 манифестации во Охрид. На вистина сите оние влюбеници во кинологијата може да се приуштат мини одмор и нормално да се такмичат со своите кучиња и да се дружат со останатите кинолози од Република Македонија. Така, можам да ја забележам љубовта и ентузијазмот кога зборувате за вашата работа. Морам да ве запрашам од кога започна целова вашиот историјат како судија. Па знаете како, јас од 1991 година почнав да се занимавам со кинологија. Веќе 92 година имав расни кучиња од расата германски овчар. Почнав од самиот почеток, од кога ги набавив првите кучиња, почнав да посетувам изложби. Во тоа време бев доста млад, имав некои си 19-20 години и заедно со членовите од тогаш познатата одгледувачница Мак Партнер одевме заедно по изложби. Они беа постари од мене, јас им бев придружник во секое патување. Сакав да се такмичам со германски овчари. Тие патувања често пати беа и до Унгарија, Србија, најчесто Војводина, Бугарија одевме често пати. Знаевме во годината да одиме на 10 и на 15 специјалки, да се такмичиме во многу голема конкуренција и исто така да донесуваме и многу награди и пекари. Од секогаш, значи, македонците кои се такмичеле со германски овчари важеле значи за добри тимови на одгледувачи кои секогаш значи се враќале со пекари. Се сеќавам дека една година од Бугарија се враќавме буквално со 3-14 пекари, победивме во сите класи, иако конкуренцијата не беше слаба, сакам да кажам, за подценување.
И одејќи по тие изложби често пати одев на предавања. Во тоа време се уште беа живи. Беше жива старата германска школа на судии. Имав таква среќа да го фатив оној последниот бран на едни од најаките светски судии, тоа се судиите за германски овчари, како што беше Валтер Ругамер, како што беше Ото Милер, како што беше Херман Мартин, како што беше Ерик Босел и многу други суди, кои во тоа време, значи, некои од нив се веќе одамна починати, некои се живи, бидејќи 90-тите години се далеку позади нас. Бев на предавања, значи, кај такви звучни имења, како што е името Теодор Лукбауер, кој беше собственик на по многу најдобриот германски овчар на сите времења, Джек Норикум, кај него сум бил 2 пати на предавања. И љубовта кон расата германски овчар некако ме мајепса на некој начин. И едноставно ми стана битен дел од животот. Значи, многу посветував на тие, многу време посветував на кучињата, многу време посветував на ринг дресурата на кучињата, многу време посветував, во тоа време се уште немаше интернет, купувавме видеокасети, уште немаше цедиња, купувавме списанија од Србија, списанија од Германија. Се сеќавам дека за две касети имам дадено 120 марки во тоа време, што беа пари, да кажам, од кои касети исто така учев. Денес е се многу полесно, луѓето имаат пристап на интернет, интернетот е, значи, прозорец во светот, се можат да видат, тоа се уште не беше така. Беа едни други времења со други вредности. Пак е нагласам, имав преку 35 стажирања кај врвни судии за германски овчари. Исто така ќе ги напоменам и нашите судии за германски овчари, кај кои сум стажирал. Например, еден заљубеник кој не е меѓу живите, Перо Нишки, кај него стажирав, кај господинот Сашо Пешев стажирав 5-6 пати, кај Стефан Настев исто така стажирав, Перо Божиновски и други судии на времето кај кои што сум стажирал. Исто така нашата школа на судии, македонската школа на судии, потекнува од онаа стара југословенска школа на судии, која е како добра, каде што значи се базира на анатомија, повеќето од нашите судии се анатомисти и затоа доста наши судии има што, иако се млади, а често пати се повикани да судат во странство, бидејќи се навистина квалитетни судии. После тоа, значи, ја регистрирав негде 90 и некоја година одредувачницата Пиколо Парти за германски овчари, веќе 97-8 година 98-9 станав стажант, почнав да стажирам, како што кажав, преку 30-40 стажирање направив само за една раса, полагав само за расата германски овчар, значи станав специјалист за расата германски овчар. После некоја година почнав и да судам. Една од првите мои изложби што ги судев и една од моите најдраги изложби што сум ги судел е државното првенство за германски овчари 2009 година, кое важи за досега едно од најдобрите првенства што е организирано, каде што имаше и најголем број на кучиња и сигурно најголем број на одгледувачници. Беа пријавени дури 7 одгледувачници, од кои беа неколку од странство одгледувачници, неколку одгледувачници од Македонија. Имаше толку кучиња и толку беше добро организирана изложбата што буквално не стемни, што се вика. Со прекрасни кучиња, тогаш за прв пат доделивме и 2 титули.
и посебно ми е драго што како основач на македонскиот клуб за германски овчар, кој го основавме 2003 година, а веќе 2007 година почнавме да работиме со собствена канцеларија во градскиот парк. Посебно ми е драго што со финансиите од таа изложба што ги собравме, дел од тие финансии, поголемиот дел, ги уплативме за котизација за да станеме членка на Светското здружение за германски овчари. И исто така сум горд на тој факт дека во тоа време кога бев генерален секретар и водител на УЗГО на германски на македонскиот клуб за германски овчар, успеавме да станеме членка на ВУСВ. Значи бевме во Германија, во Нюрнберг. На таа седница во Нюрнберг, значи без гласови против од сите други држави, македонскиот клуб за германски овчар стана член на семејството на таа светското семејство на клубови, државни клубови за германски овчари, каде што и ден денес се такмичиме, значи по нивни правила, снимаме кучиња во Македонија, снимките се читаат во Германија, имаме право да одржуваме узгојни смотри, керунзи, значи да правиме, испити и керунзи, и нормално ја имаме таа чест да веќе долго време ја одржуваме и Балканика, Балканското првенство за германски овчари, кое се одржа денес, и исто така државното првенство за германски овчари, кое секоја година се одржува во септември. Тоа е околу расата германски овчар, како судија за германски овчари, имам судено доста престижни специализирани изложби во Русија, Белорусија, Казахстан, Азербејџан, Молдавија, може би заборавив некоја држава, еве во Србија сум судел повеќе пати, во Русија сум судел повеќе пати, во Белорусија сум судел 3 пати. Една од најдрагите изложби ми е изложбата во Рума, изложба која важеше со години за најпрестижна изложба во тој регион. И јас сум единствениот судија кој не бил германец, а сум ја судел таа изложба. Навистина голема чест. Да, голема чест. Значи, сакам да кажам дека кога некој човек е упорен, нема нешто што не е достижно. Кога имав 20 на години, учествував како такмичар на таа изложба и на таа изложба суделе најголемите светски имиња од светот на германските овчари и некако си дадов задача да бидам упорен и дека еден ден ќе судам на таа изложба. И тоа се случи 2010 година и ја судев една од најдобро организираните изложби во тоа време. Тоа беше специјалка на годината и имаше специјалка на годината во Србија, во Војводина, и тоа беше изложба со најпосетена изложба со највеќе кучиња. Исто така имам во исти ден судено специјалка во Богатич, тоа е едно мало место во Мачва, каде што беа присутни 120 на германски овчари, а истиот ден на само 200-300 километри се одржуваше државното првенство на Хрватска, каде што имаше 90 кучиња. Значи, успеав да донесам повеќе, успеав на моje име, на името Габриел Стигел, организаторите на изложбата успеа да донесат повеќе кучиња во Богатич, отколку на државното првенство кое се одржуваше таа година во Хрватска и каде што судеше врвен германски судија. Навистина сум импресионирана од се што ми кажавте, тоа е. Еве сега уште гледам колку уште повеќе треба да ми е често седам покрај вас. Имавме што да кажеме, ви благодарам. Знаете што?